На 25 ноември в недела, од 10 часот наутро, низ улиците на Прилеп ќе се трча првиот прилепски полумаратон, кој е во организација на Атлетско-рекреативниот клуб Лотус од Прилеп, во соработка со општина Прилеп. Како што кажав, се реализира за прв пат прилепскиот полумаратон. На него учество ќе земат повеќе од 200 учесници од Македонија и од земјите од бивша Југославија. Запобедниците, односно имаме трки на 21 и на 5 километри. Запобедниците на трките на 21 имаме предвидено пехари, додека за трката на 5 километри имаме предвидено медали и дипломи. Трката се трча, значи полумаратонот се трча 3 круга по 7 километри. Стартот е на реклами, се продолжува према судот, на кружниот гај судот, нова автобуска, во населбата Точила до интернат, по улицата Марксова до поштата, потоа се продолжува по улицата Мице Козар до Педанот, од каде натпреварувачите свртуваат десно према 13-катницата. Тука се дели, значи, рутата за оние кои трчаат 5 километри, тие влегуваат во десно према центар, со што за нив трката завршува. Лимитот на 5 километри е 1 час, додека пак за полумаратонот натпреварувачите од 13-катница продолжуваат према Тавана, од Тавана одат за Солидност. На кружниот гај Солидност вртат десно према стадион, ја трчаат цела улица до Стара црква, Чумовчанец, автоплац Златевски, од каде што свртуваат десно према судот. Тоа е еден круг. Такви 3 круга прават вкупна должина од 21 км, односно полумаратон. Со што во третиот круг, кога ќе дојдат до судот, свртуваат десно према Палма Шоп Тинекс и веќе тука ќе се гледа старт на целната рамнина и исто и за сите оние кои што трчаат полумаратон, трката тука завршува. Многу битна работа да напоменам дека секој финишер и на 5 км и на 21 км ќе добие уникатна финишер медалја, додека пак за оние кои што има во рокот на пријавување, кои што се пријавуваа, имаа можност да одбера стартен пакет кој вклучува и мајца, но и стартен пакет кој не вклучува мајца. Исто така, значи, во соработка со средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко, сообраќајната струка, учениците, значи од сообраќајната струка, околу 50 ученици, заедно со полициската станица Прилеп, ќе бидат вклучени во регулирање на сообраќајот на тие места каде што полицијата нема да може да покрие, односно по тие мали тесни улички кои што се вклучуваат во трасата на полумаратонот.